Извештајот за проблемот што ги остави Стружани без вода за пиење речиси цел еден месец е подготвен и даден на увид на јавноста. Дали заматувањето на водата од изворот шум е природна реакција на карстен систем по обилни врнежи или последица на човечки активности и негрижа? Што точно утврди стручната комисија на терен? Постои ли докажана поврзаност меѓу ископите и изворот? Дали Струга има соодветно воспоставена заштитна зона околу своето главно водоснабдително извориште? Да си кажеме со професорот Петко Пеливановски од Градежниот факултет во Скопје, член на комисијата што го изработи извештајот за состојбата со водоводот. Еден од авторите на извештајот ќе го прашаме и што треба да се направи за водата во Струга да биде долгорочна безбедна. Професоре, добре дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Се надевам дека ако денешниот разговор помогне за решавање на состојбите во Струга, ќе ми биде задоволство. Да, токму поради таа причина сте тука. Професоре, по она што го видовте на терен, би ве прашал вака најдиректно на почетокот, дали кога би биле струженец би пиеле вода од Струшкиот водовод? Па не знам, прашањето малку... Јас сум струженец. Мојата куќа е некаде на 3 километри од извориштето во Шум. Извориштето Шум го имам посетувано многу пати во, дачеме, до 2000 година, после 2000 година, нажалост не сум го посетил. До сега, до посетата која беше на 19 февруари. Од увидот на терен на состојбата, значи на некој начин може да констатираме дека состојбата ни најмалку не е добра. Добро, рековте струженец сте родом, меѓутоа кога би биле жител на Струга, дали сега би пиеле вода? Деновиве препорака има да не се пие и тоа е исто прашање што на кое ќе се надоврземе, меѓутоа генерално вака, дали би се чувствувале безбеден да ја пиете водата од Струшкиот водовод? Прашавте доколку сум жител на Струга. Јас жител сум на Скопје, меѓутоа многу сум често присутен во Струга, значи на скоро секоја недела или на втора недела сум во Струга. И искрено да кажам, значи, јас до скоро и моите внуци ги советував да пијат од таа вода. Јас пиев од таа вода. Меѓутоа, ова што го забележав на терен или што го констатиравме на терен, ми ствара одредена резерва во тој поглед, а ќе бидам многу среќен доколку повторно ми се врати довербата од претходно. Да, токму и тоа беше прашањето, откако после долги години го посетивте изворот Шум, веројатно ви се смени перцепцијата и впечатокот дека водата е безбедна за пиење. Добро, да одиме со ред. Во извештајот кој е даден на увид на јавноста, презентиран и пред Советот на општина Струга, даден на градоначалникот, по чија нарачка и го изготвивте вие, генерално во описот таму опишува карстен терен околу изворот, укажува на можност на хидролошка поврзаност со канал и нотира ископи во чувствителната зона. Вака, како три поенти, ако можам како опис да ги дадам, но не велите експлицитно ископите ја предизвикале матноста, го предизвикаа проблемот. Значи, прашањето е дали во извештајот она што е пишано е хипотеза, еден вид на ваше научно согледување или научно потврдена врска, факти? Така, да тргнеме поред. Значи, прво, извештајот е припремен, значи, како што кажавте, од Градежен факултет на барање на градоначалникот на општина Струга. И во овој момент му изразувам благодарност на градоначалникот што се обрати до факултетот и верува дека на некој начин ќе изнајдеме некој соодветно решение. Извештајот се уште не е презентиран пред Совет. Мислам дека на наредната седница која што треба да се одржи за неколку дена, мислам дека на 12 март, ќе биде презентиран пред советниците, односно пред Советот на град Струга. Што се однесува до констатациите околу состојбата со карстниот предел кој што или подрачјето, сливното подрачје кое што го прихранува извориштето на вода во Струга, значи општо е познато и тоа е наведено во извештајот дека станува збор за варовнички карстен терен со изразита карстификација, каде што во подземјето имаме поголеми канали, каверни, раседни зони, процепи, кои што ствараат брза хидроличка врска помеѓу површинските води и помеѓу подземната вода на каналот кој што го прихранува, односно кој што го снабдува со вода изворот Шум. Така да, од тој аспект,
значи состојбата на терен која што е затекната и најмалку, односно не треба да биде дозволена во еден таков терен да имаме такви појави. Значи имаме длабоки ископи кои што се проценуваат некаде, значи во површина некаде се околу 130-40 на 80 метра. Просечна длабочина може да се зема, имаме длабочини повеќе од 10 метра копано таму. И тоа е просечна длабочина нека биде некаде околу 2 метра. Значи колку еден олимписки базен, за да можам да ја замислам димензијата? Така, значи 120-30 метра на 80 метра. Тоа од Google Earth состојба 2023, можеби ако име нова состојба, можеби тоа ќе е проширено. Значи ова состојба бидејќи последната снимка што ја погледавме на Google Maps е од 2023, 10 месец. Значи тука е површината некаде околу 14.000 метри квадратни. Колку се близко тие ископи до изворот? Значи тие ископи до изворот се на релативно близко растојание за ваков терен, значи некаде се на помалку од 500 метра, значи на 450 метра. И рековме просечна длабочина да имаме само 2 метра, значи тие станува збор за ископ преку 25.000 метри кубни материјал. Што се копа таму? И кој копа, дали се знае? Таму копа некоја локална фирма. На диво, веројатно, без концесија, или? Тоа не ми е познато, значи не ни беа презентирани документи, меѓутоа имајќи го факт од каде се наоѓа ископот, мислам дека тука не би имало дозвола за легален ископ, бидејќи станува збор за многу близко растојание до самиот извор. Меѓутоа да бидам искрен, ископите и ме загрижуваат, меѓутоа не дотолку колку што присуството на депони, на комунален отпад, на градежен шут, комунален и градежен шут неправилно складирани, насипани во близината на резерварот, и резерварот во Шум е непосредно над извориштето Шум, на исто растојание од ископот и на иста височина од ископот. Ајде уште малку околу ископите, прво па ќе одиме на тие диви депонии што со години се создавани таму со градежен и комунален отпад веројатно. Така, мешавини. Се што ќе се најде. Што се копа таму? Што се ископува? Значи тука се ископува тампон, материјал за насипање, експлоатација на камен, користење на значи за градежни активности се користи. Најверојатно. Тоа би била намената за друго, на тој материјал не е потребна. Така, меѓутоа констатацијата, односно описот на теренот, дека станува збор за карстен терен, тој е таков со векови назад, веројатно. Така. Тоа е составот геолошки на земјата. Ископите постојат исто така не се од вчера, а и обилни врнежи сме имали во февруари, меѓутоа и минатата есен и претходно. Прашањето би било дали без ископите, а при поголемо количество на врнежи, исто така би се заматила водата, ќе се случеше истото. Не можам да најдам директна последица, не велите, не кажувате експлицитно дека ископите ја предизвикаа матноста. Така. Нема да најдете експерт кој што тоа ќе каже 100% дека тоа е причината. Меѓутоа видливо и така натака. Кога велите ископите не се од вчера, ископите на тој регион, да бидеме малку поконкретни, има повеќе ископи сем овој кој што е во непосредна близина на изворот. Имаме такви експлоатации на тампони камен во делот на Радолишта. Значи тоа е растојание некаде околу 1,5 километар од извориштето Шум. Такви слични ископи имаме над Заграчани. Растојанието е повторно околу 600-700 метра од изворот Шум. Висинската поставеност на сите овие ископи е сразмерно иста со овој ископ кој што е предметен сега моментално. Околу 700 метри надморска височина. Значи изворот е некаде на 700-705 надморска височина, а ископиве се некаде 760, 70, 80. Значи 70 метра се повисоко од извориштето на вода. И значи на некој начин денешната технологија дозволува да направите историја вие како се движеле тие ископи. Значи не може, односно ако погледате, ако се вратите со мапите наназад, да речеме 2000-2003 година, немаме ископ на ниеден од овие ископи кои што претходно ги наведив. Нити во Радолишта, нити во Заграчани, нити ова положба, кај што е сега ископот. Ископите во Радолишта се почнати некаде 2008-2009 година. Ископите кои што се предметни се, кои што се на најмало растојание до изворот Шум, се почнати некаде 2017-2018 година. Значи зборуваме за една, да не речам, негрижа на тој простор околу изворот Шум, која што трае 20 и повеќе години.
Значи не е нешто што се дешава денес, не е нешто што се дешава во блиско време од денес, значи станува збор за деценијски период кој што е повеќе од 20 години. И тоа значи 20 години не е голем период. Ние кога прашувате сега за релацијата на врнежите и Скопје... Не, прашувам што се случи на 8 февруари. Зошто тогаш се замати водата, а не претходно? Дали е причина обилните врнежи? Значи, Стружани многу добро го познаваат изворот шум. Изворот шум е еден од првите извори зафатен за водоснабдување на струга. Тој е значи многу значаен извор со многу добар капацитет и така натака, просек некаде 500 литри во секунда. И тоа исто треба да кажеме дека минимумот летно време знае да падне 150 литри во секунда. А нас ни е потребна поголема количина за водоснабдување баш во тој период кога имаме таква издашност. И што сакав да кажам за изворот шум? Значи, изворот шум до 2000 година, па да речем до завчера, до 8 февруари, не бил заматен никогаш. Сме имале ние врнежи многу големи и така натака. Имавме и мината десен, и во јануари. Значи не сме имале никакво заматување на изворот шум и така натака. Ја не знам, во извештајот има еден диаграм, можеби ќе го прикажеме, ќе го погледаме понатака, каде што имаме направено на зависност на врнежите јануар, февруар и матноста која се појавила на изворот шум. Еве го диаграмот, веројатно мислите на ова. Да. Не, овие се профили кои што се поставени од изворот до... Тоа има еден Excel диаграм. На овој диаграм. Може ли режија ве молам да оди преку целиот екран? Да. Ако ето. Така. Значи на овој диаграм што забележуваме? Значи ова е графичка зависност на врнежите и на појава на матноста на водата во шум. Значи забележуваме ние некаде на 9 јануари дека сме имале обилни врнежи во струга. Значи повеќе од 70 милиметри. 70 милиметри воден талок во текот на еден ден. И забележуваме дека немаме заматување на изворот. Зошто на 9 јануари нема, а на 9 февруари има? Понатака, одиме на 9, 8 и 9 февруари, имаме некаде 40 милиметри врнежи. Двојно помалку од... Обал, да. Меѓутоа имаме заматеност која што е 25-30 НТУ единици. 30 пати над дозволената граница. 30 пати над дозволената граница и така натаму. Зошто? Значи на некој начин сега овдека повторно што ќе кажам е предпоставка. Значи во овој период пред 8 имало интензивно копање на предметниот ископ. Сега од разговорите кои што ги имавме на терен, имаме изјави дека имало и минирање, се слушнали експлозии. Меѓутоа тоа не е потврдена информација и така натака. Значи заматување можело да се деси во тој период евентуално ако имало и земјотрес. Меѓутоа земјотрес со поголем интензитет во тој период не е констатиран. Во прилог на заматувањето на 8 јануари е и изјавата која што скоро ја разговарав со директорот на јавното комунално предпријатие, кој што имал разговор со фирмата која што ги управува малите хидроелектрани кои што се во состав на системот за водоснабдување во струга. Втората или последната хидроцентрала е во близина на резерварот во Заграчани и во моментот на заматување на изворите во струга на 8, значи во изливната комора на малата хидроелектрана, фирмата која што управува со елекtraните има инсталирана опрема за мерење на матноста на водата која што доаѓа од Горна Белица. Меѓутоа за тоа покасно можеби ќе поразговараме. Во тој период во изливната комора во трајање од 2 часа имаме зголемување на матноста на водата на изворите од Горна Белица, кои што се раздвоени, не се исти системи. Така, значи во исто време се загадува и шум и Горна Белица? Значи меѓутоа предпоставката е тука дека имало некој потрес, а ние имаме проблеми со периодично заматување на изворите Горна Белица, кои што евентуално би сакал покасно да се навратиме на оваа тема. И се предпоставка е дека во изливнава комора која што е со поголеми димензии имаме исталожено талок. И ако имало некој потрес, значи при самиот потрес доваѓа до минирање или на земјотрес кога велите потрес? Значи некаков таков потрес. Потрес предизвикан од земјотрес или од некакво минирање. Растојанието помеѓу ископот и хидроцентралата е околу 500 метра. Може би имало некои вибрации и потреси, така да талогот исталожен се подигнал во комората. И за 2 сати повторно се исталожил. Значи водата од Горна Белица во истиот период на 8 е само 2 сати со зголемена матност некаде 5-6 и повторно се враќа во нормала. Значи сите тие претпоставки водат во некоја претпоставка дека имало некои потреси
при заматувањето на водата. Добро, само за објаснување за гледачите, Стружани главно се снабдуваат со вода за пиење од изворот Шум, меѓутоа тука е и изворот Горна Белица кој прави резервар и како напомош, еден вид како дополна доаѓа на изворот Шум во особено во летните месеци, иако изворот Горна Белица е на повисока надморска височина и е со помала издашност од колку изворот Шум, нели? Так. Добро, ќе зборуваме и за Горна Белица. Да. Бидејќи станува збор, не е прв пат да се замати водата во Струга. Во изминатите 10 до 15 години имало случаи, не од ваков интензитет и волкави димензии, не траело волку. Но имајќи и предвид историските податоци, веројатно, пошто бидејќи добро го познавате проблематиката и теренот, дали ваквите појави секогаш биле поврзани со интензивни врнежи или не? Нема некој истражување врз основа на што би се дало прецизен одговор на ова прашање. Значи, сведоци сме и ние и вие медиумите дека Струга во последните 15-20 години има повремени проблеми со квалитетот на водата. Меѓутоа, значи, на некој начин самите проблеми кои што биле претходно, најчесто беа поврзани со квалитетот на водата од горнобеличките извори. Никога до сега не се сомневало на квалитетот на водата од изворот Шум, бидејќи е квалитетен извор, докажан извор и така натака. Не знам, можеби во кратки црти, кога зборуваме веќе за Струга, за системот, спомнуваме Шум, спомнуваме Горна Белица, можеби во кратки црти да кажеме дека системот за водоснабдување Струга некаде до 2000-2004 година главно се водоснабдувал од Шум. Ги кажавме капацитетите на Шум. И тоа како просторно се проширува системот, имаме недоволна количина на вода и одиме на проширување на зафаќање на горнобеличките извори. Горнобеличките извори се на надморска височина некаде над 1500-1450 метра надморска вистина и по гравитачен пат доаѓаат до Струга. Значи, имајќи пред висината на која се поставени и висината на населението место во Струга, имаме потенцијали за користење на електрична енергија. Значи, зафатени се 4 извори во Горна Белица, каде што капацитетот варира некаде од 120 до 300 литри во секунда и на нив. Добри, и околу нив има ископи? Не, околу тие извори нема ископи, нема ни интерес, бидејќи се високо и далеко поставени горе. Меѓутоа, кога зборуваме за значи, имаме некои индикации за сомнителен квалитет најден од изворите во Горна Белица. Ние рековме дека по документација се зафатени 4, ние таму на терен најдовме 5 изведени каптажи, а не 4. Значи, една каптажа, петтата каптажа, изведена некаде 2018 година, и таа каптажа е со сомнителен хидрометриски, хидролошки карактеристики. Значи, од кој аспект се сомнителни? Кога ни треба водата ја нема, кога ни не треба ја има многу. Значи, на некој начин многу брзо реагира на површински води, на дождови. Значи, многу брзо, односно многу често се заматува по изјавите и померените вредности од комуналното предпријатие. Ние тоа не го знаеме, тоа не го видовме, бидејќи мора да зборуваме за вистината дека дента кога бевме на терен, таа каптажа беше во систем, но и тоа водата беше квалитетна. Добро, да заклучиме за делот за ископите, значи негативно влијаат многу врз квалитетот на водата за пиење и не може да се исклучи нивното влијание врз квалитетот. Како што рековме, ако до пред ископите не сме имале заматување, ево до скоро, значи вакво интензивно заматување сме немале, ние имаме заматување сега од февруари. И рековте најблискиот ископ е на 450 метри до изворот, но во близина има и други? Так. Па реков дека има и други ископи кои што се во зоната на Заграчани, во зоната на Радолишта и така натака, кои што доколку би имало соодветна документација за дефинирање, рековме дека нема, значи за дефинирање на санитарни заштитни зони, сметам дека нивната легалност би била сомнителна. Добро, освен овие ископи, рековте дека нешто што паѓа во очи, што е силен аларм, барем во оваа фаза сега, е оние диви депонии, односно депониран комунален градежен отпад и санитарен шут во близина. Дали сето тоа што го видовте, можеме да го видиме и на фотографиите, е во рамки на изворишната зона и колку се ризични тие за изворот Шум? Да бидам искрен, ова појава малку повеќе ме загрижува од ископите. Значи, ние со ископите може да направиме минерално загадување на водата, зголемување на матноста и таа со тек на време, макар да карстот како предел е многу осетлив и така натака, не знаете ако го повредите дали ќе го вратите назад.
Меѓутоа, ова што сликата која што е забележана по однос на комуналниот отпад и градежниот шут е позагрижувачка од аспект што кажавме каков е теренот карстен, релативно кратка врска меѓу површината и подземните води и сега при дождови, при спирање на овој отпад. Значи на некој начин имаме потенцијална опасност на микробиолошко и на хемиско загадување на подземната вода. Ние впрочем сме имале случаеви во струшката вода која имало и бактерии и така натака. Значи филтратот од врнежите кои поминува низ комуналниот отпад е со високи концентрации на бактерии, вируси, микроорганизми и така натака, патогени микроорганизми кои што се многу опасни и ризични по однос на квалитетот на водата. Колку се блиску до изворот? Значи најблиската таа дива депонија. Најблиската дива депонија или диви одлагалишта се одма до резерварот за Грачани и тоа рековме до изворот е некаде на 500 метра. Значи многу кратко, многу блиско растојание и на висина која што гравитачно ќе ги загади водите, односно водите на шум. Значи, тоа е многу позагрижувачки и попосно. И што сега овдека посебно ме загрижува, што постои опасност за среќа. Општината многу брзо интервенира, но ние понатака ќе прозбориме за мерките кои што ги предложивме. Веќе добар дел од мерките општината ги реализира. Значи, забранете активности во тој дел на сливното подрачје кои што би биле забранети како активности. Меѓутоа, исто така, забранет пристап до овие ископи кои што сега се направени. Многу е опасно ако овие ископи почнеме неконтролирано сега да ги засипуваме и да ги засипаме со сомнителен материјал или да речеме со некаков отпад или шут. Во тој случај мислам дека нашата бојазност или нашиот страф од квалитетот на водата во шум ќе биде секога присутен и мислам дека во такви случаи ние ќе бидеме принудени да одиме на некоја варијанта со напуштање на шум. Значи, постепено треба да се ревитализира теренот, да се враќа во нормала. Во однос на депониите диви, прво, кој одлага таму шут, смет, градежен отпад? Не може веројатно тоа да бидат поединци, луѓе кои живеат во близина, едноставно го фрлаат ѓубрето секојдневно таму, туку станува збор за организирано носење. Искрено да ви кажам, јас имав две посети на локацијата на терен. Првата ми беше со градоначалникот, чисто на пријателска основа да погледаме состојбата и бевме само во зоната на ископите кои што ги погледавме. Тука присутни со нас имаше и местно население од шум, од градолишта и така натака, кои што исто така беа многу револтирани на тоа што се прави и така натака. Наводно истакна дека биле безпомошни и не можеле да интервенираат да ги спречат тие што вршеле ископ и така натака. И тоа она што го после детално забележавме кога на денот на увидот на 19 февруари кога погледавме резерварот и околината на резерварот со состојбата со отпадот, јас имам една дилема или прашање. Значи, несомнено, тој отпад не е депониран од струга од комуналното предпријатие. Тој е локален отпад од населението кое што живее во близината на изворот, од шум, од селата во близина? Од селата. Родолиште е малку подалеку, не верувам. Тоа е отпад истурен со трактори и така натака. И сега истото тоа население користи истата вода од шум. И сега луѓето што пијат депонираат отпад? Луѓето што ја користат, луѓето си ја загадуваат. Значи, мислам дека дали несвесно или некој не му кажал дека тука постои многу кратка врска меѓу водата која што ја користат и врнежите кои што поминуваат низ тој отпад. Еве ги фотографиите што зборуваат сами за себе. Апсолутно, да. Колку е блиску ова до изворот? Ова е тоа што рековте на околу 500 метри? На некои од сликите овдека ќе се забележува резерварот се гледа. Ние рековме дека резерварот е на 450-500 метра од растојание од изворот. Тоа е многу блиску до самиот извор. И тоа исто така значи треба да истакнеме дека значи и општината кога ги вида овие фотографии уште од наредниот ден ангажира фирми сметот да се исчисти. И мислам дека има една фотографија. Ова не е оправдување бидејќи отидовте вие таму да ги направите фотографиите за општината да ги види. Требало да ги видат претходно. Точно така. Добро, во близина има и јавно предпријатие, или водоводното јавно предпријатие е таму. Во близина на изворот. Ми падна во очи една фотографија со еден тоалет. Вие во извештајот констатирате дека во близина на изворот има и некој ресторан за кој не сте сигурни дека работи со сите соодветни дозволи, бидејќи има дали овој тоалет за како Значи, дали на кој објект е овој тоалет што го видовме и што делува прилично застрашувачки?
Ако може режијата да ја запре сликата и на тоалетот да го види. Мислам дека таа слика дури не е ни за прикажување и така натака. Тој тоалет е во состав. Па штом стои во извештајот? Да, значи на некој начин со таа слика Горан сакав да ја покажам состојбата и немоќта на комуналните претпријатија. Постои една поговорка дека ако сакате да видите човек каков домаќин е кој ќе му поидете на гости, да поидете во тоалет, а не во дневна соба. Значи, овдека нема можеби во канцеларијата на директорот во Струга треба да се посетат ваквите работи за да се види во каква состојба ни се навоѓаат нашите системи. Нажалост, таа слика еве го тоалетот или тој тоалет е не знам од кое време. Значи, за која институција станува збор? Ова е до пумпната станица на изворот шум која што пумпа вода за водоснабдување на Струга, значи во состав на или во собственост на јавното комунално претпријатие или водовод и канализација од Струга. Значи, тоалетот што се користи, од вработените? Па тука има еден вработен преку ден кој што е тука како дежурен и нормално кога ќе има потреба сервисирање нешто на пумпите и така натака, луѓето кои што работат тука некаде морат да имаат услови да појдат во тоалет. И треба да има тоалет. И тој тоалет треба да биде строго контролиран со строга водонепропусна јама која што повремено треба да се празни и така натака, бидејќи овој тоалет е на главата на изворот, во самиот извор. Така да, овдека има и една слика внатре од пумпната станица. Значи, ако се погледа таа слика од пумпната станица и пумпите кои што се тука, значи на некој начин состојбата е застрашувачка, не знам. Значи на некој начин ние зборувам за ова. Гледате во каква состојба местоположбата кај што се инсталирани пумпите и така натака. Ние кои што се бавиме со ова материја го пренесуваме знаењето на студентите, велиме дека во објектите во системот за водоснабдување треба да биде како во апотека. Видите, овдека на апотека ни најмалку не наликува. На се личи не на аптека. Добро, професоре, видовме и фотографиите и ова што го кажавте, кажува многу. Дали стружани и покрај ентузијазмот на градоначалникот актуелен, можат сами да се избават од ова или потребна е интервенција од државата, бидејќи колку што успеав да видам во член според законот за води, член 96, владата е таа што треба да прогласи заштитна зона околу извориштата. Има ли општината сама мандат да го реши проблемот, прво со забрана, а потоа и да го ваквата слика да ја промени во најскоро можно време? Мислам дека од локалната власт има желба. Да, точно е по член 96 од законот за води дека владата ги уредува заштитните зони, односно дава последно решение за примена и така натака, и тоа не ја покрива постапката владата. Значи постапката треба да ја покрене комуналното претпријатие. Значи зборуваме дека не зборуваме за нешто од вчера, зборуваме дека во системот за водоснабдување во Струга нема постапка и нема обезбедено санитарни заштитни зони на извориштата за вода, значи некаде од промената на системот во државата. Значи зборуваме од 90-тите години и така натака. Значи што треба да се направи? Вие предлагате во извештајот сет на итни, краткорочни и долгорочни мерки. Во исто време дел од стружани бараат прогласување на кризна состојба бидејќи век речиси цел месец се оставени без вода за пиење и за лична хигиена и за готвење. Која е најитната мерка што треба да се преземе и како да се врати ситуацијата во нормално? Значи, како што рековте, мерките се поделени на три групи. Мерки кои што треба веднаш да се направат и како што рековме, дел од мерките веднаш веќе и се направени. Забрана на пристап, забрана на активности и така натака, контрола на насипање на смет, чистење на сметот и така натака. Сега не може во ноќните часови, нема обезбедување таму во близина на изворот? Па препорачено да има и физичко обезбедување. Меѓутоа, пазите, не треба да одиме до таа крајност. Ако некој сака да направи диверзија, ќе најде начин. Значи, не се работи за диверзија, туку зборуваме за одлагање на повторно на градежен и комунален шут во ноќните часови, например. Мислам дека треба да се работи со јавната свест и на самото население. Јас побарав од градоначалникот дента на презентација на студијата кој има состанок советот да има и председатели на местните заедници од трите села. Значи, самите да видат што прават и како го чуваат извориштето кое што го користат за водоснабдување. Значи, на некој начин треба да се работи од повеќе правци.
Тука има и повеќе други мерки предложено, се дали мерките да ги... Немаме време да ги елаборираме. Најдни три кои треба да се преземат. Еве рековте забрана за активности секаков вид и забрана за одлагање на отпад. Значи, Што друго? Многу битно е да се покрене постапка за станација на ископите кои што се направени во посредна близина на изворот. Меѓутоа рековте не одеднаш. Значи не веднаш, значи прво треба да се направи 3D модел на теренот, да видиме какви се ископите. Да избериме начин како ќе ги санираме. Дали ќе носиме материјал од страна или со локален материјал ќе засипаме. Во какви слоеви, со кој материјал, како ќе завршиме горе и така натака, дали со глина, со водонепропусен материјал. Значи тоа треба да го определи стручна фирма. И исто така насипањето или изведувањето да го прави стручна, не локална фирма доброволно, него фирма која што ќе биде контролирана со надзор за да немаме сомнеш утре заутре дека тоа е лошо направено и лошо ќе влијае на квалитетот. Добро. И можеби овдека треба да се спомне дека на некој начин карстот како систем е многу ранлив систем. Ако еднаш како го нарушите од равнотежа, вие не знаеме дали и колку време ќе се враќа во норма. Како ќе се понаша понатака. Значи, треба да бидеме свесни дека и за време на санацијата или после тоа ние има веројатност да очекуваме заматување на водата од тоа место. Се додека бидејќи еден карс или еден систем, времето на стабилизација му е многу долг. Добро, во меѓувреме што ќе прават стружени или колку време би требало да се врати работата во нормала и кога би можеле водата од чешма слободно без грижа и без сомнеш да ја пијат? Па мислам тоа дека ќе зависи сега од санационите услови кои што ќе се десат овдека. Вака ми тоа спомнав дека и се да направиме како што треба, ние не знаеме каква е состојбата во подземјето и што е направено. Колку кал е внесено во тој да речеме систем на каверни и така натака. Сега според последните анализи сите вредности се во нормала. Меѓутоа водата и натаму не се препорачува за пиење. Зошто и кога ќе се кога ќе биде дадена дозвола за пиење? На некој начин треба да имаме подолг период на неколку дена водата да биде во добар квалитет, да се преземат соодветни мерки на перење на мрежата во струга, бидејќи нас мрежата во струга сега не е исполнета со нечиста вода и со талок. Треба да се направи суперхлорирање, треба да се направи перење на хидрантите, да се испразни мрежата и после да се пушти системот во употреба. Мислам дека на неколку мерни места во струга земаат примероци и кој ќе констатираме дека водата е добра, значи да се дозволи да се користи за пиење повторно. Меѓутоа рековме дека постои веројатност да имаме проблеми во наредниот период. И можеби овдека како главна препорака, односно би спомнал дека струга наназад неколку години во летниот период се соочува со недостаток на вода за пиење. Стружани се свесни дека притисокот се почесто се намалува, проточните количини се помали и така натака и така натака. Алтернатива може да биде Горна Белица? Рековме дека Горна Белица паѓа летно време до 120, а шум до 150. 120 и 150 се 270 литри во секунда. Летно време 50.000 население плюс туристи плюс повратници од странство на струга и се потребни повеќе од 300 литри во секунда. Значи на некој начин зборуваме за некаква норма 200, 250, 300. Меѓутоа тука имаме и коефициенти на неравномерност и не би навлегувал сега во димензионирањето. Ајде кусо само. Меѓутоа, значи многу често и на претходната локална власт сугерирав размислување на изработка на една техничка студија со алтернативи за водоснабдување на струга. Значи нас не треба нова алтернатива за водоснабдување на струга, која што евентуално изворот шум, бидејќи изворот шум не е гравитачен, ние користиме енергија за пумпање. Да го чуваме како резерва, меѓутоа потребите да ги обезбедиме од Горна Белица, би рекол како алтернатива, се дискутираат повеќе алтернативи, може вода од езеро како Охрид, или имаме многу добра прилика изворите на голема река на Караорман, кои што имаат многу голема издашност, гравитачни извори кои што би биле перфектно решение за струга. Значи алтернативи има, треба да се разработат. Дали шум може да биде трајно загрозен и да не се врати никогаш во нормал, според ова што сега го видите? Во овој момент не може тоа да окажеме, меѓутоа веројатност постои. Добро, и за крај, пред да се одјавиме, сега да ве прашам, ова што се случува со Струшкиот водовод, што го видовте таму, дали би требало да представува еден вид аларм или жолт картон за однесувањето на Скопјани надлежните институции овде во однос на третманот на изворот Рашче и во однос на непреземањето на ништо со децении во однос на заштита од таа депонија на некогашниот комбинат Југохром, која исто така може трајно да го загади изворот Рашче со 6-валентен хром. Така е, потполно ви го разбирам прашањето.
Само можно како на почеток да кажам дека системот за водоснабдување во Скопје ни далеку не е сличен на Струшкиот. Значи од организационен, од стручен кадар и така натак и така натак. Рашче е уредено со заштитни зони, контролирано и така натак. Ова жешка точка која што ја спомнувате на сите ни тежи, сите ја знаат институциите, ја знае државата и така натак. Значи на некој начин станува збор за една огромна депонија која што формирана покрај Вардар над теренот, изборуваме за премина некаде 1.100.000.200 метри кубни насипан материјал. И сега, значи на некој начин сметам дека институциите се тие кои што најверојатно ја пратат состојбата и тие се кои што треба да одлучат со соодветни стручни издржани анализи што да се прави со тоа. Бидејќи има различни размислувања во јавноста. Да речеме дека дождот кој што е инфилтриран из депонијата тргнал во подземјето и се движи према изворот Рашче, предпоставка да речеме така. Ние и да направиме некаква интервенција да ја отстраниме депонијата, ние дали тие концентрации што се тргнати може да ги вратиме назад? Не можеме да ги вратиме. Дали со евентуално отстранување на депонијата на друга локација, прво проблематично да најдете друга локација, меѓутоа финансиската вредност е доста голема, преку 100 милиони евра. Имаше Градежниот институт, професорот Илиевски сугерираше 3 решенија, најефтиното можеби е да се физички да се точно така, значи на некој начин можеби и таа варијанта е издржана, значи со некакво капсулирање, односно од денеска бар да немаме инфилтрација на подземни води. Јас би кажал само еден пример од моето досегашно искуство, скоро се ближе 40 години, бидејќи сум веќе пред пензија и така натака. Моето прво работување на Градежен факултет, професорот кој што беше на таа катедра, професор Миле Георгиев, јавноста, односно тие што се во фелата, сите го знаат. Првите денови вработувањето отиде на состанок во Централен комитет, тогашен кај што е сега владата. Се презентираа две студии. Една студија припремена од Југохром, друга припремена од градот Скопје. Едните дека нема влијание, другите дека има влијание и така натака. И ми останало впечаток дека мерените концентрации на шестовалентен хром во изворот Рашче во тоа време беа 0,2012. Денешните концентрации што ги мерат во Рашче од пробите зборуваат за иста концентрација. Не, има истражувања кои покажуваат дека на длабочина од 400 метри има количини над дозволената гранична вредност. Јас зборувам за концентрациите измерени на питката вода во изворот Рашче. Значи концентрацијата 40 години не е зголемена. И се прашање ние утре да ми донесеме одлука да утре ја тргаме депонијата. Потрошиме 100 милиони. Ако ова концентрација што тргнала утре повторно се зголеми концентрацијата на изворот Рашче, дали не тоа дупла загуба? Што би било решението според вас? Да го ставиме вака? Не, решението, пази да се преземат некои мерки каде што од денеска ќе спречиме да не инфилтрира вода во подземјето, да немаме нови концентрации кои што ќе го збогатуваат подземјето. Треба длабоко да се размисли за варијантите за отстранување или имаше нешто по медиуми, некакво прочистување со некој машинче како да речеме 2 на 3 и така натака и така натака, така да. Добро. Мислам тие значи избрзани решенија кои што се под притисок на не верам дека граѓанството не треба зборува, треба. Меѓутоа не да наметнува решенија и не да. Добро, почнавме со прашање дали кога одите во Струга пиете вода, сега веројатно купувате вода за да се напиете. Да, нажалост купувам. Дали пиете во Скопје од чешма? Пијам во Скопје од чешма. Пијам и сметам дека најквалитетна е водата и каква да е од чешма. Повторно еден пример на еден наш студент кој што од нашиот факултет замина во Германија на првиот час на предавање по санитарна хидротехника или вода за пиење, професорот му вели дека да не пиете флаширана вода, посебно од пластика. Значи, на некој начин немаме гаранција дека таа вода е поквалитетна. Професор Беливановски, ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание да се каже. И благодарам и на вас. Ми беше драго што бев гостин кај вас. Да. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма и имајте убав ден.